На само неколку дена пред стартот на Суперлигата, Велешани повторно оваа сезона ќе гледаат најквалитетен ракомет. Еден од најзаслужните за тоа, најискусниот капитенот, а од сега и тренер на екипата на Фруитленд, борец Ивица Илиев. Ивица, имаш големо суперлигашко искуство, ама верувам дека оваа сезона некако посебно ја ги доживуваш овие денови пред почетокот. Верувам дека и тремата е присутна, бидејќи пред своите гледачи по еден проект во кој ти учествуваше ќе се надпреваруваш. Така се, на наше огромно задоволство, повторно Велешани ќе бидат сведоци на најквалитетното надпреварување Суперлигата, така да мислам дека еден апел до нив што повеќе да дојдат во поголем број да ги поддржат овие момци и да бидат со нас во наредниот период, затоа што како што е оваа година квалитетна Суперлигата никогаш до сега не била, во скратен состав од 12 екипи, каде што сите се екстра квалитетни екипи, некои од нив играат Лига на шампиони, Лига Европа. За среќа првата утакмица играме со минатогодишниот шампион на Македонија. Првиот надпревар во Велес, тоа мислам дека би било околу 21 септември. Така да ги поканувам. Ќе зборуваме малку подоцна за надпреварите кои што следуваат. Сакам да те прашам, се уште трае преодниот рок, екипата Костур од горе-доле се знае, дали си задоволен од тоа како поминавте во преодниот рок? Дали си задоволен од засилувањата кои што ги донесовте? Они играчи кои остана и каде уште сте танки, каде планирате се засилите? Па ние се разбира, донесовме четворица нови играчи, а го задржавме грото од Костурот од претходната сезона. Тие играчи пред се, еден е само од страна, другите се Велешани. Целта ни беше да ги вратиме нашите играчи, тие што можевме во најголем дел кои што им беа поминати договорите и Ајде да се потсетиме кој дојде. Дојдоа Зоран Стојановски, Мартин Димов, Тоше Ончев, они се Велеш. Два бека и едно крило, ако не се лажам? Не, две крила и еден бек и дојде Марко Трајковски пикер од Скопје, кој што играше претходно во Голден. Сите имаат исто поголемо суперлигашко искуство и ростерот од прилика тој е за оваа полусезона. За жал, нашиот спонзор остана сам, не се приклучи. Мислам дека само еден спонзор се приклучи во помагањето на клубот и се надеваме дека од полусезона, малце сме танки на таа десната бековска позиција, дека ќе донесеме уште едно квалитетно засилување и ќе го докомплетираме ростерот. Инаку ростерот за оваа полусезона останува тој. Се игра четворокружен систем, односно се игра двокружен систем во првиот дел и потоа плей-оф и плей-аут. Дали сметаш дека можеше да се избере малку поинаков модел, бидејќи според многумина инволвирани во ракометната игра во Суперлига, во првенството во Македонија, сите велат дека во ваков систем првиот дел е некако не важен, но не му обрнуваат многу екипите внимание и најмногу се засилуваат во преодниот рок за оние плей-аут и плей-оф надпревари. И практично гледачите гледаат две различни првенства. Така, и јас мислам дека и по моје системот не е баш најдобро осмислен, заради тоа што во првиот дел се пренесуваат само првиот што ќе биде во плей-аутот, пренесува 2 бода. Тоа е ништо, тоа е една победа, мала разлика и тука сите тактизираат, гледам во последно време и на полусезона носат по 2-3 странци и некој да бил последен може да дојде ланскиот случај на Куманово, така да, али ние у принцип не одиме на таа варијанта, одиме пред се да ја уиграме екипата со едно засилување, евентуално две, зависи од како ќе биде системот, како и другите екипи ќе реагираат во преодниот рок. Планираме да се појачаме на полусезона и да влеземе во тој плей-аут. Но пред се целта ни е и првиот дел да оставиме добар впечаток пред се. Ние сме новали во Суперлигата сега. Верувам дека целта ќе биде опстанокот. Излегува од лигата последниот, а предпоследниот игра бараж со второпласираниот од првата лига. Каде ја гледате вашата шанса? Искрено, да бидам искрен, јас сум задоволен со тоа да го бркаме тоа 10-то место. Реално, каде што остваруваме
директен опстанок и како што најавив и на крајот на сезоната, одиме чекор по чекор. Овој проект е предвиден на подолги стази, не е предвиден само за инстант проект па да се испукаме уште првата година, туку пред се да одиме постепено, полека да ги враќаме пред себе лешани и да одиме чекор по чекор. Јас сум искрено задоволен, знам дека велешката јавност е желна за квалитета ракомет, но да одиме чекор по чекор. Ти благодарам за овој разговор и ти посакувам успешно надпреварување. Благодарам.